Болшевистичка мерка за 0% ДДВ на храната од страна на канабис опозицијата. Вака премиерот Христијан Мицкоски ја оцени мерката која СРСМ ја нуди за амортизирање евентуален скок на цените на храната заради кризата на Блискиот Исток. Првиот човек на владата вели дека дел од мерките кои социјалдемократите ги предлагаат се несериозни и непрецизни предлози и доаѓаат од страна на луѓе кои ја ограбувале Македонија. Вели и молкот е одговор. Ако во еден момент ги слушате како создаваат хистерија за 600, 700, 800 евра минимална плата, а од друга страна велат да се избришат даноците, да нема данок на додадена вредност и така натаму, па не враќаат во едни други времења на соцболшевизам и еден вид на таква економија. Затоа се обидов воопшто да не ги коментирам творците на канабис економијата во Македонија. По скокот на цената на горивата која вознемирија македонската јавност, СРСМ се сети да нуди мерки, за кои дел од бизнес јавноста ги оценува како налудничави, особено да не се плаќа данок за храната. Интересно е што токму овој предлог доаѓа од страна на социјалдемократите, оти токму тие во нивното владење, го зголемија ДДВ-то за голем број прехранбени производи, за денес од страна на опозиција да бараат наводно намалување и спас за граѓаните. Останатите мерки кои ги нуди Филипче како намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5%, односно на 10%, при промет на сите енергенси, дизел без оловен бензин, гасно масло, течен нафтен газ и метан, како и намалување на акцизата за 4 денари, веќе се мерки кои веќе и воспоставено дека би се спровале, доколку државата се доведе во состојба за намалување на штетите од евентуалната криза. Односно тоа што на Филипче револуционерно му текна е воведено уште во 2022 година преку измена на член 92 од Законот за акцизите и се овозможи намалување на акцизата кога цените на горивата на светските берзи нагло растат.